Со дигитализацијата, секој поединец во секоја возрастна група е веќе загрозен и недоволно едуциран. Тоа е процес на континуитет, би рекла. Говоревме и за технолошкиот развој, кој што за мене е исто така предизвик за финансиската писменост, затоа што треба финансиската писменост постојано да го следи чекорот на технолошкиот развој, на разноврсните финансиски производи и услуги. Лично сметам дека најдоброто решение за соочување со сите предизвици со кои што се соочува финансиската писменост, за нејзино зајакнување е формалното образование. Задолжителното вклучување на финансиското образование во рамки на редовниот образовен процес и тоа од најмала возраст. Во таа насока Централната банка навистина има голем број заложби. Соработуваме и со приватните ентитети, соработуваме и со граѓанските организации, со сите кои можат да помогнат во таа насока, се вмрежуваме. И особено ова и минатата година, конкретни веќе чекори превземаме со Бирото за развојно образование, се со цел да се зајакне свеста за потребата од вклучување на финансиската едукација во формалното образование и тоа и да се овозможи за следните генерации.